јас не можам да разговарам за ренесанса со човек што мене ми пишува ти си овца глупа. Или ти пишува за левица дали се. Добро вечер на сите прекрасни луѓе, со нас е една госпожа. Сите ја знаете и е доста актуелна сега во последно време, па решивме ајде да видиме да ни каже нешто околу нејзе, што е, како е, зашо е. Прво кажи ми како си, дали си добро, што правиш, што има ново, што има старо? Све има и ново и се има старо. Добро сум се спремам нешто периодов за напад да одам малку надвор од Македонија, нешто работно. Па така некако полесно се преживува ова што врне и што е ладно. Инаку добра сум, вака ќе се извинам додека ме представуваше, си го земав телефонот, ама да видам Кармин да не имам. Нема гајла, дигитална работа. Што има ново кај тебе? Има доста работи се у последно време кои што гледаме по социјалните мрежи. Ајде да почнеме од почеток. Која е Теодора? Ајде да почнеме од почеток. И од кај ни доаѓа Теодора, пошто сега кога правевме мовет ми кажа дека си од едно место прекрасно, значи од Јас не знаев како ти не си разбрал, уствари како ти не знаеш дека сум од Рачева, јас тоа секаде го зборувам. Може првиот пат кога се видовме, нели ја ти гостував и тоаш да ми имаш кажано, а тоа може, ама ти ептен беше тоа штазе со прво дете, сега истрениран си. Истрениран сум да ти кажам, ама сега пак ми е културен шок ми е со второ исто. Да, значи јас сум од Рачево, така после пред некои ствари 10 години мигрирав понакај градот. Се преселив, така се случи, не дека нешто многу планирано сакав од Рачево да се преселам. Сега баш ептам представување, таму се завршив основно, учев после средно медицинско, што можеби многу други луѓе не знаат, завршив. Да, дека завршив медицинска сестра, малку имам и тоа работено на диализа додека студирав, да, во Железара. Сега е Диамет, не, ствари сега може да не се вика веќе Диамет, не се сеќавам како се вика новото име или на фирмата на диализа. Работев таму додека студирав новинарство, значи нешто сосема трето. Зашто секогаш сум сакала новинарство да студирам, ама и да учам и да работам тоа, ама медицина се запишав веројатно зашто немаше нели математика и други предмети што мене не ми одеа во основно за да одам во гимназија и дома ми рекоа како ќе одиш во гимназија, има гимназија во Драчево, ја викам не ќе во гимназијата во Драчево и па не давај пари за автобус. И на крај што, ајде медицина, што испадна дека е добра работа, нели? Тоа е уште една диплома што имаш и некое знаење за како викаат старине за не дај Боже. Не, добра, а кажи ми она од дома ти имаат форсирано за да се запишеш негде рецимо, не знам, на медицина или да те форсираат нешто да бидеш фудбалер, пошто у принцип така не растат. Мислам нашиве генерации постари. Да. Така не има ај биди ти фудбалер, знаеш, биди ти ова. И така уствари детето везе нема што сака да биде кога е мало и дури мислам и на факултет кога се запишуваме, појма немаме ние дека сакаме ја на пример на земјоделски да идам. Него од дома ти наметнуваат. Дали е тоа правилно или не е? Од оваа гледна точка сега пошто ти си родител и така. Секако ја мислам дека не е добро, може ајде да речеме те насочат родителите на нешто ако видат дека те бидува, дека сакаш нешто да работиш, ма форсирањето нема контрапродуктивно е. Мене никогаш не ме терале, може би имале обиди некои, може би повеќе татко ми отколку мајка ми, бидејќи со мајка ми имам многу сличен карактер, па знаела дека нема да има поента нешто мене да ме тераат дома. Ама сватиле дека џабе би ми наметнувале нешто да правам, кога немало никогаш да ги послушам. И сега има моменти и ситуации за кои сум се викала, нели некојаш може би требало да ги послушаш твоите, може да направиш нешто. Ама ако живееш у тоа што требало да направам или да не направам, не правиме ништо, така што си истерав некој пат и ја што си го замислив, некојаш си викав, може требаше некој да слушам, да не бидам волкав финат, зашто сум многу инетлива. Ама на крај барем нема да обвинуваш никого, да викаш сега ме тераа моите, ме тераше овој, па зашто другарките отидоа негде, јас никогаш не сум слушала никого.
Реално и ја така се запишав на земјоделски, зашто другарите ми беа и као ај, целата. Пошто има луѓе, например, до ден денес што работат нешто што не име по кеф и тоа и завршиле. А кажи ми од преселбата од Драчево до ова, как разликата која е сега кај што живееш? Пошто сега си баш у жижата. Па, не знам што е разликата, веројатно многу време ми е веќе проидено во главава за да има некоја толкава разлика. Дефинитивно поубаво место за со семејство, помирно е Драчево во секој случај. Нели, прво затоа што во Драчево нема толку згради, повеќето се куќи, нема ни кај да се изградат такво какво што е Драчево згради, што е добра работа. Не им да идеја, може да најдат. Па се надевам дека нема, затоа што убаво е вакво со. Се има доста куќи изградено, гледам дека од други делови од Скопје се селат луѓе во Драчево. Според мене е помирно место за живење од другиве поурбани населби. Ама единствената предност да живееш поблиску до дешавките, до институции, е тоа што можеш да одиш пешки, да не бараш паркинг, да не трошиш гориво, патот не е уште до Драчево после Пинтија онаму направен, па за нешто што не е толку далеко, колку е 10-12 километри, да ти требаат некогаш 1 час да ги поминеш, автобуси нема, што се жалат сите дека нема автобуси. И тоа се разликите. Едното ти е добро за пешки, а другото е добро ако си со фамилија. Затоа што си имаш дворче, има малски живот. Да, имаш има се да уште ќе пуштиш дете пред врата, тука се дечиња други. Имаат паркчиња, имаат се и Драчево, затоа е многу побава населба сега и реално немаш реална никаква потреба за многу од работите, освен за работата да искочиш од таму, затоа што има буквално се што му треба на еден човек, од јадење до пошта. Да, до се. Ама добро и со кола можеш ти пак да си доеш до центар да завршиш работа. Ја мислам дека таму на тие таквите места што се периферно од Скопје, дека има поише мир има таму. Има, да, ама е многу време е, не знам, возењето со кола, ако имаш деца, па разнесувањето, па кај се го запишал во градинка, па за да стасаш на работа во 8 треба у 6 да станеш од дома, а нема толку километри, значи не се 50 километри, ти треба 10 километри да поминеш, а треба да се возиш. Не знам, што не беше така, значи ние кога бевме мали, кога одевме во средна школа, во се сме стасувале до железничка за порано за искачање на сајм. По 20 минути, ама немаше ни толку сообраќај, имаше автобуси. Да, и немало толку коли. Дали мислиш инфраструктурата на Скопје е катастрофа моментално? Па тоа нема ја што да мислам, се гледа веќе пренаселено е Скопје, што не обвинувам зошто сите живеат во Скопје, бидејќи каде би живееле на други места. Ако се инвестира во другите градови, никој од другите градови нема да дое во Скопје и да работи за ич пари и да плаќа кирија или да купи стан под кредит, како и да доаѓаат тие становите да ги исплаќаш 30 години. И пренаселено е, претпоставувам дека некој што го правел градот не го обмислил да биде за милион луѓе и да еве, сега возиме усред ден кај што порано се знаеше кога е шпицот, ама се очигледно е цело време шпицот. Кажи ми Дора Ротен. Што е Дора Ротен? Од каде е тоа? Ја те знам, имам оддам на Инстаграм се имаме и ти те знам како Дора Ротен. Се и тоа е долга приказна, не знам дали си имал Твитер. Никад не сум имал, знам дека многу ме сереле по Твитер. Може и си приметила таму, од кога почнав со ова да се занимавам, ама... Па не сум била веќе тогаш на Твитер, јас го фатив другиот бран. Не, јас толку, мислам, згасна тој профил, инаку имав пред... Кога го баталив профилот, мислам дека 2018-19, инаку бев на Твитер исто подпишана Дора Ротен. Дора Ротен е од Џони Ротен од Sex Pistols, затоа што цел живот слушам многу панк. И така бев подпишана на Твитер порано, кој имаше твитапи, кој имаше средби. Имам дури водено Твитер награди во 2015-16. Да, имаше порано такви работи. И кога се дружевме многу од Твитер, кој имаше доста иницијативи, така станав дел од иницијативата Ретвитни оброк, каде што се готви за бездомни лица. Па се праве елки од шишиња и имаше дружба, така. Додека беше Твитерот само нели за
дружба и за Добро, сега да знаеш што исполитизиран. има. Па тоа У почна принцип. многу одамна со политизирање, дури со протестите што беа пред 7-8 години од шарена револуција, од пленум, од тогаш почна па наеднаш сите си го искористи и партии, и активисти само за политика некако. И скоро сега мислам дека и дури тие што се стварно твитерџи дека се губат измеѓу тие. Па мислам дека веќе не ни има. Порано уствари Баш првите кој Илон Маск твитерџи. ве заеба. Твитер го заеба. Па не, ама твитерџите во тоа време кога јас бев многу активна на Твитер, што ги снема некако сите во исто време, беа луѓе што порано беа на форумите. Што беа се на префрлиле Кајга, на после, да. другите, каде што стварно се отвара интересни дебати. Дали е за ноќен живот, дали е за било што за политика, А за имало имаше омраза и дебати. такви ствари кои што има. Па имало, ама не било као сега, немало никој да влезе внатре и да пише бомбаки се глуп, Теодора е дебела, вакви е косата, не некои ниски работи, имало зазанци да сега јас тебе те зезам нешто, Имало ростање, ама да, на културен било начин, здраво, да, не било да. тоа хајки сега ќе правиме на некого да го навредуваме за било што. Реално, ама добро, луѓево се денес хаос. Ајде сега да стигнеме до Анекта. Од каде и како и идејата, што се случува со Анекта, името, не го даваме, го даваме. Јас не го давам, за другото не знам, еве, дадено е. Јас, кога бев на породилна, значи тоа, кога ќе му дојде веќе скоро 3 години, 2,5. Гледаш со децава, како беше тоа, денот не ти поминува, ма годиниве летаат, кој имаш дете. Додека бев на породилно, бидејќи претходно работев во синдикат на новинари, во многу медиуми, во Телма, Радио Слободна Европа, во неколку портали. И додека бев на породилно, не знаев кај би одела, кај ќе работам, значи секогаш постоеше опцијата да се вратам во синдикат на новинари и медиумски работници, ама си реков сакам нешто, бај да речеме свое да почнам. И најлесно беше да почнам подкаст, нели, бидејќи имав нешто веќе дома опрема, не треба толку многу пари сега да бидеме реални за нешто почетно да почнеш. И почнавме прво, кратко траеше, па тоа може и ти да беше у последните гости. Не у последните, ама меѓу последните вака што снимавме подкасти. Од каде идејата за подкаст од Агелас? Па Или уопшто си пратела не, подкаст? затоа што работам нели новинарство, сакам интервјуа, па сакав да се задржам да работам новинарство, да биде тоа нешто што нема толку да кошта, што не треба сега јас не знам двајца сниматели да плаќам монтажер, да снимам репортажи, да пишувам сајт да направам, бидејќи нели тоа се колку и да го најдеш на ефтино, а секогаш не треба да наоѓаш на ефтино, зашто после ќе го преплатиш дупло. Беше најлесно да се почна така, ама мене реално ми беше досадно подкасти да правам и уште ми е досадно. Па добро, у принцип сега стана као модерно тоа, подкаст и секој втори има подкаст. Не дека и ова каркас е нешто ново измислено, јас сум го измислил, але Не, луѓето не имаат време веќе да гледаат подкаст, по 2-3 според сати, мене, да. можеби гледаат сега нешто ако е многу интересно, ама во короната беа најмногу популарни подкастите и после затоа што седевме сите дома, нема што да правиш, ќе гледаш што стигнеш. Уште се гледани подкасти што ајде сега нешто се етаблирале со тек на време, се познати, ама мене лично не ми се свиѓа, се уште ми се свиѓаат подинамични работи, затоа после снимав и репортажи, па сега и во овој нов формат. Не е тоа за мене, мислам, има прекрасни луѓе што работат подкасти секаде. Кој ти е твој, например, македонски етер, најонака подкаст, што би седнал или што седиш, што го гледаш? И што можеш нешто да, не знам, да извлечеш некоја информација, дали е добра, дали е лоша. Па овие ги гледам од време на време, байкерот и кросфитерот, како се викаат дечкиве, кога имаат некои гости што ми се свиѓаат. Бидејќи нели ние сме мала држава, тие некои исти луѓе се вртат во сите медиуми, Па не дека тие се луѓето, не дека сега ќе дојде некој пејач кај тебе уште на 10 места и ќе каже нешто ново, нема што да каже ново, тие се тоа е. приказни.
Така што тоа гледам некогаш, ама пак немам ни јас време толку да гледам, затоа што сакаш да видиш нешто и од регионот, нешто да прочиташ, книга да прочиташ, филм да се пуштиш, сериски, другари, другарки, фамилија, нели, фамилијата прво па другото. Ама ева вака кога вежбам, кога сум негде, си пуштам нешто да ми сакам да повеќе ти мозокот да ми се одмори реално. Ама ипак ги гледаш подкастите ради гостите што се. Па јас лично да, сега. И така мислам и дека луѓето 90% као. Па не може никако снима секоја недела, сега секој да ти е интересно и зашто човекот ти се свија да го гледаш. Мислам, онака, мајка ми не ме гледа цело време. Не некој што не ме знае. Не ми кажа за името, за Анекта. А, за името, да, не стасавме од името, па Анекта е од анекдота. И као имаше некаде најдов по интернетов дека као раскажуваче Анекто, ајде е во женски род, испадна Анекта, бидејќи нели тоа го повторувам цело време, таа што раскажува приказни и вака интересно звучеше, така и логото ми беше некако направено, па ми идеше името со логото и така одбрав и така си остана. Еве 2 години веќе. Ама почна се, нели како што кажа, со подкасти, со репортажи, со се и што беше тоа што те кочеше, што не експлодира, изгледа требаше, знаеш како кај нас на социјални мрежи треба да нешто да има трач, нешто луѓе што ќе им биде ептено пипливо за да го расшируваат, за да го споделуваат. Како пукна вако популарноста сега во последно време. Повеќе беше тоа што еве разговарав со многу луѓе што ми се блиски, другари дома, дека јас ова што го правам е нешто што јас секогаш сум била. Се другото на некој начин било само цензурирање и потреба да се задоволи гледачот. Значи сега што сакаат луѓето да гледаат, и јас сум снимала репортажа за што мислам дека треба луѓето да гледаат. Нешто што е добро, што саш... Па не, нешто што мислев дека порано правев, нешто што мислев дека луѓето сакаат да гледаат. Например, од репортажите беа или од подкастите беа гледани најгледани работи што мене ми беа многу интересни. Например, епизодата со Џоле од СМАТ, Каљо Масниот беше, Дина Јашари, во репортажите Пивската тура што ја правев, снимав репортажа со Дре Кралици, каде што они мене ме шминка, ме подготвува. И тоа се некои работи што мене ми се многу блиски до мојот сензибилитет, до мојот карактер. И тоа се гледа кога и тебе ти е убаво и на луѓето што тебе те гледаат убаво. Тоа што луѓето сега го гледаат со фала многу пријатно, сум јас на секој кафе, на секој искачање. Јас на секое дружење со другарки и другари. Природно. Фала многу пријатно се сите муабети со мајка ми и татко ми кога се заебаваме на ручек во Драчево, затоа што мајка ми е најсмешниот човек на светот. Ако фала многу пријатно, луѓето мислат дека ај како викавме унаше не крваво, значи ја немате слушнато, мајка ми колку мене ме зафркава и дека одам во теретана ме вика Цеце Фит, она ликот на на Александар, да, на син на мајка. И ствари многу е клише, ама тоа што си на крајот упалува. Јас се сеќавам, имаше една многу интересна ситуација кога работев на вести. Тапа ден беше нешто, сабота или недела. И беше ден на полицијата, мислам дека. Па да, потопло беше надвор. Ден на полицијата беше наќе министер тогаш во короната. И има вежби, да, во Јорче ли беше? Не се сеќавам, многу работи се случува во короната. Не е важно, но имаше важно вежби, показни настан цел, нели, за денот на полицијата и сега мораш да го покриеш тоа, те пратиле од телевизија. И одам јас таму, ништо што ќе поднесеш, треба да што ќе пренесеш уствари, треба да нели да кажеш што кажал наке, што го прашале, кој дошол, како дошол. Без врска тие минута и пол, што мора секако да пројде денот. И во еден момент, не знам кои беа од специјалните единици, не се сеќавам, можда тигрите да беа, не се сеќавам, и покажуваа нешто што значи дали кога одбрана некоја вежба. И еден од, сега не знам како се вика, ама личеше на она што исто на трибини не ги фрлаат бакли или се викаат, како се викаат они, со боја што се, да. Да, бакли. И не сакајки, веројатно, не знам тоа лесно ли се пренесуваат или како, у публика
падна. Мислам, среќа се тркалаше па падна, немаше никој повреден или нешто, ама имаше баш дим онака. И снимателот мој во тргањата во се го снимил тоа. И одиме ние на вести се враќаме и сега не може, мислам, мораш со тоа да го отвориш. И на крај вестите се отвараа со тоа. Јас таквена заебанција направив дека и ние бивме дел од показната вежба. Јас уствари сватив дека дури кога сум работела во информативен дневник, секогаш видеата што ги споделувале, уствари прилозите мои што ги споделувале луѓе или што ги пренесувале повеќе вести, Twitter, Instagram, биле такви работи каде што јас се зезам, бидејќи Дека што ти си ти. Да, бидејќи јас сатирата ја сакам многу, ги сакам и вестите, ама ја сакам сатирата, затоа што ова го кажав уште на некое место. Мене другарки, другари што ме знаат, вика, бе, ние кога те гледаме на вести се смееме, ти седиш со микрофонот, збориш нешто сериозно, вести има пред влада, седиш, се случило нешто, протест има, и ти си ни смешна зашто не си таква. Мислам, јас имам огромна почит за сите луѓе тоа што го работате, многу тешко имаме еден куп успешни новинари, ама тоа не е за секого. Не може сите да го работат тоа. И тен валја пресериозно им изгледаш кога те гледаат, а знаат дека не си ти тоа. Па да, затоа што не можам секогаш вака фаци правам, мислам дека ради тоа брчки имам. Вака фаци правам, нешто не можам да се контролирам. Да се смееш, така па ми иде, ама и не знам, се уживувам така кога зборам, тоа треба да се сериозен, да си намуртен, да си има како и школа се учи се, ама не е за очигледно не е за мене што е во ред. Не може сите се да знаеме, не ни треба. А до кај е новинарство кај нас во Македонија? Пошто ја мислам дека сега сите се новинари. Па тоа е одамна почнато каде што може сите да се новинари. Има ли добри школувани новинари што ти би рекла свака час мислам капат доле, тоа учеле, знаат? Па сега е веќе проблемот што нови луѓе нема. Мислам нови луѓе, па нема нови луѓе, сега нема луѓе на 18-20 години што почнуваат да работат сега, да учат, да сакаат воопшто, пошто гледаат дека е лесно на Инстаграм, на Јутуб, дека можеш нешто да правиш. Да, и сега сите сакаат. И не мора да си на телевизија, зашто порано луѓето што беа на телевизија, уште пак ќе ги спомнам Аеден, ги спомнувам секаде, беа страшни звезди, сите гледа Аеден, таму се гледа и Млади бунтовници, серии, Воведба анатомија, Лост, нели сите гледа Аеден, без разлика кого поддржуваат или не, Аеден беше најгледан на телевизија и тие луѓе беа страшни звезди, страшно популарни, па не знам Сител, нели еден куп новинари од таму. И порано е единствен медиум каде што ако сакаш да те видат и да си познат, да се експонираш, да. Била телевизијата, сега работите се сменети и новинарството не им е привлечно на младите. Има доста медиуми што се трудат да се и на социјални мрежи, еве ќе ги спомнам, не знам, Види вака, Слободен печат и РЛ што прават добри документарци, што имате на многу сериозна млада екипа. Ама во принцип секаде во светот се менува новинарството и најголеми телевизии во светот, CNN, BBC, па дури овие Fox, америчкава десничарска телевизија, немаат гледаност, имаше некои смешни рейтинзи од знаеш како 5-6 милиони гледаност, што 5-6 милиони гледаност во Америка не е ни една држава, ни еден стейт. Немаат веќе гледаност. Еден јутубер у Америка има повеќе од тоа и следачи и гледаност и се трансформираат. Да, се трансформираат традиционалните медиуми, се менува времето и треба да сватат традиционалните медиуми дека уште долго нема да постојат ни телевизии, ни порталите во таков облик, бидејќи телевизија веќе, знаеш како, умира публиката што гледа телевизија, бидејќи веќе и млади пензионери седат на Facebook, гледаат YouTube, луѓе што имаат по 60-65 години. И цујат и со внучиња на вакво, со икони, со оџи, со се, ама веќе они учат и научија интернет да користат и новинарството е таму каде што е, бидејќи според мене технологијата се менува и напреднува многу побрзо, што ние као луѓе може да се смениме. Значи, замисли тие луѓе на 65 години немале ни телевизор некогаш, сега имаат телефон со интернет секаде. Реално, и мислиш дека значи за брзо време кај да е телевизија веќе мислам ќе мора да се пребацат на YouTube. Па ќе мора, ако сакаат да опстојат. Или да пуштаат само што поише од турски серии.
Ма и кој ќе ги гледа веќе, мислам, Да, не и тоа е. профитабилно е, што треба да продадеш нешто. Знаеш се и маркетинг агенцииве веројатно и спонзориве нема да се рекламира на телевизија, ќе се рекламира на некој Инстаграм профил што има, бидејќи веројатно поише ќе му продаде. За поевтини суми на пари. Не знам и да е поскапо, не знам како да тие цени, ама сигурно ќе има повеќе ќар да даде пари на некој на Инстаграм или на Јутуб, отколку да даде пари во телевизија или ај веќе весници, нема одамна ги затворија повеќето весници. Дефинитивно. Се сметаш ли ти сега као инфлуенсер? Пошто сепак имаш околу 10.000 и нешто следбеници. Па толку негде сега да не Беше ли нагаѓам. тоа целта од почетокот да направиме вако гледаност, да имаме следбеници за да можеме да им пласираме на луѓето нешто и за да можеме да заработуваме од тоа? Па нормално дека е тоа целта, сега мислам, малце е глупо луѓе што кажуваат дека Ја го правам ова од љубов. Ба бе, треба да имаш од љубов, види, јас Не, кажав. Има и така се јаш као што. Па и- Така викаат, не дека мислам дека денес од љубов никој ништо не прави. Не, мора да го правиш од љубов, ама не може да го правиш само од љубов. Не мислам јас дека сум инфлуенсерка. Мислам, не знам ни што е инфлуенсер, кој како си го сваќа тоа како поим, нели треба да имаш некакво влијание. Ако инфлуенсер да имаш некакво влијание, јас сметам дека имам некакво влијание во општеството, односно дека кажувам и правам работи што се за јавното добро, што мислам дека тоа е нели инфлуенс да имаш. Јас сум новинарка, јас тоа не сум се расправала, ајде сум дебатирала со луѓе кои викале или ќе те потпишат, кога одев порано многу често на ретвитни, новинарка и активистка. Јас не можам да сум активистка, исто како што не можам да бидам инфлуенсерка, бидејќи природата на мојата работа захтева да јас правам работи за јавно добро, да информирам јавност. Ако има протест некаде, ако има акција некаде, ако градовиве каде што поминуваме, дали се легално, нелегално изградени, што се прави, како се прави, да известувам. И според мене не можеш да бидеш и новинар и инфлуенсер и не можеш да бидеш и новинар и активист, бидејќи самата твоја работа кажува дека ти правиш нешто за граѓаните. Сакаш да имаш некакво влијание, многу повеќе да кажеме да ги информираш и да ги едуцираш, отколку да еве ми пишуваат во инбокс за кого гласаш, дали гласаш, кого поддржуваш. Не е тоа моја работа, затоа јас се лутам кога ќе ми каже некој абе новинар и активист. Значи ако ти си веќе активист, не можеш да бидеш објективен, значи дека некого и нешто браниш, дека на таа страна ти натежува симпатијата или што и да е. Јас го работам она само што сметам дека треба да го работи секој што се занимава со ова, тоа е соочување со факти, односно ако автобусот пред нас е виолетов, ако некој мене во коментари ми пишува дека е жолт, тоа не е мој проблем и не е моје да убедувам некој дека е бел или жолт или виолетов, само се занимавам со представување на факти и на мислење на масата, понатаму кој како нели си го прочита тоа, си го интерпретира е негово. Сигурно има и различни ставови од твојот, ти сигурно добиваш и хейт коментари, како се справуваш со тоа и дали им држат вода коментарите или само се глупи навреди, ниски навреди што? Па најчесто се глупи навреди, најчесто. Ниско интелигентни, IQ минус 100. Па не знам, може се од паметни луѓе се така изнервирани од дома. Или приморани, дали од партии, дали од дома, кој ги знае кој што прави, зашто тоа се истите луѓе што коментираат секаде, ама сега не може да ми пишуваш и да ме вреѓаш или да ми објаснуваш нешто што, знаеш, тоа било веста денеска, тоа го кажал премиерот, тоа го кажал некој лидер на партија, не го кажав јас, не му го напишав јас у листот на пресот, за да ме мразиш мене, за да ми се лутиш на мене, дали се тоа партиски интереси, штитење на позиција во јавна администрација или што, не знам што е, ама знаеш као на жената на Метео што кажува да и се лутиш дека денес ќе врне, што да правам, не... Па да, не зависи од неј за тоа ништо. Да ми се случило ова пред 5, 6, 10 години, ке сум се навредала, нели, ако некој ти пише лошо, како изгледаш, ваква си, таква си. Ма сега нема, зошто би си губел време да мислиш, зошто некој човек е злобен, простодушен, зошто е малограѓанин,
и многу време се губи безпредметно, им враќам, за враќање им враќам на ногу, затоа што се невоспитани. Ама дека ме погаѓаат, не ме погаѓаат, пошто сега нели има многу и кампањи за булинг за се, мене не ми смета, ги поминав јас тие болести удрачева. Да, ама тоа сам да кажам не ме гаѓа. Булинг имало и кога сме биле ние деца, само што не било толку експонирано. Значи треба да се препознае каде е алармантно, каде има, ја не сум добила закана по живот, не сум добила некоја друга закана, не знам каква, некој сексуално вознемирување или нешто, за да јас пријавам. Ако добијам нешто такво, секако дека ќе пријавам. Ама најчесто работите се решаваат така што ќе им вратиш на ист начин, бидејќи јас не можам да разговарам за ренесанса со човек што мене ми пишува ти си овца глупа, мислам, тоа ќе збориме. Со минусаура, да, реално. Немаме што да разговараме, бидејќи е невоспитано, така не учат од дома. Веројатно не учат. Денес на Инстаграмов свашта има и дури сега не... Повеќе има на Фејсбук, извини, на Инстаграм нема толку. Ја ти кажав, јас се плашам од баби постари од 60 години со внучиња на профилна слика. Ма јас мислам дека не е ни злонамерно толку. Знаеш како тоа исто како дома кога си седат, бе види го овој нешто ќе си рече, немаат представа до толку дека тоа кога ќе го пишеш го гледа целиот свет. Да. Тоа е мое мислење, може грешам. Не пишуваат така, има стварно злобни коментари, има умри, има колнење, има. Значи тоа они може дома си го зборат меѓу себе за комшиката или за неа, ова што викаш ти го гледа, народ го гледа, не. Мислам дека не се свесни луѓето тука дека тоа ќе го оставиш и дека види сега и дека има луѓе на кои може ќе им влие, има некој дете што има 18 години тинеџер што јас не знам, мене на 18 години некој да ми пишува онакви работи кои што ми пишува сега. Ја ќе сум плачела, ќе ми било тешко, ама сега јас знаеш на возрастна жена што си работел се и свашта, све си направил животот, дете сум родила, стварно не ми значи ништо некој што ми пишал што не ме знае. Би ме навредило брат ми да ми каже нешто лошо, ќе речам шо ти е. Ама на луѓе што не ги знам, не може ништо да ме допре, ама на млади луѓе и те како им влие, ама на крајот на криштата. А има некои инфлуенсери исто што сами си го бараат за да го имаат тој булинг сееш као може би несвесно го прават тоа, па после излегуваат на кампањи за булинг, немојте така, немојте. Ма тоа у цел света нешто секако договорени работи, па ќе се скараме, ќе се смириме. Не знам, некако далеку сум од тој свет. Кој е најнавредливиот коментар што си го добила, мислам? Не знам, многу има. Не можам да ги не можам да ги еден онака што дептен ти пошто знам дека ги објавуваше цел. Да, ги објавував за да гласаме за најдобар коментар. Има наградна игра, излекување, уствари giveaway секој месец. Па нема, не ги памтам, обично се вртат истите, ти си, не знам, глупава, ваква си, курва си, срам да ти е, срам за женски род, мајка ти вака, некој ништо посебно, знаеш, за да ниски ударци, за да те навреди. Да. Кој знае на лична основа, тоа е најглупо. Па за изглед, мислам, пресмешно онака, дали се. Има и не само коментари, има и инбокс што те замара? Нема толку. Нема толку храбри? Нема. На инбокс ми пишуваат повеќе за да ми пишат идеи. Па идеи да ме поздрават, да ми пишат нешто така, ама навреди нема, зашто знаат дека ќе ги објавам. Значи, па веројатно. А веќе кога збориме за Инстаграмот и за инфлуенсерството, имаш ли понуди за реклами, и што би рекламирала и што не би рекламирала? Пошто сега, немам понуди за реклами. Мислам дека нема ни да имам у догледно време, сега па пред избори, Дали си добила некоја понуда од политичка партија, застани на наша страна? Не, што тебе, кој ќе ми пише? Па не знам, пошто например, од прашањата што ги ставив кај мене за да прашуваат, најчесто прашање праша дали е член на левица или дали ги поддржува левица. Пошто вака сега да им одговорам на гледачите твои, следачите што може и мене ме следат. Јас, доколку би имала понуда од партија, не сум член на никоја партија, никогаш не сум била, нема ни да бидам. Уствари не зборам дека нема да бидам, пошто после да не биде гомна сум поела, ама не сум член во партија. Мене не ми е јасно зошто некој би
прифатил пари од партија што работи нешто друго. Особено ваква јавна работа. Јас сметам дека доколку некогаш сакам да се бавам со политика, ќе бидам во политика. Ако сакам да поддржам некого јавно или да обработувам за некоја партија, нема јас тоа да го правам како инфлуенсери, како новинари, па да треба да земам од страна пари, па сега ќе глумиме ние независни, па не го сакаме ВМРО или не ги сакаме СДСМ. Јас кога ќе сакам да поддржувам политичка партија, ќе ме видите вака на некој билборд. На билборд? Да. Тоа... Па што другото инаку ми нема смисла. Или си новинар, или не си, или си нешто кажи, друго. или си Немам потреба. Мислам, види, не осудувам. Ако некој смета дека за него е добро, нели да си рекламира парфеми, дестинации, да си зима пари од партија и суптилно да помага некоја партија, е во ред, бидејќи сите партии во светот го прават тоа. Во Америка дури пејачи, глумци од Холивуд излегуваат, јавно агитираат за председатели. Тоа е во ред, ако некому му е тоа патот. Мене не е за мене, не можам така. Са јас ќе глумам лудило дека зборам против ВМРО или зборам против СДСМ, тоа да го правам зашто зијам пари. Зашто знаеш ќе се открие, тоа се јавни податоци. Не ги обвинувам луѓето. Секој си го оди патот. Ако некој мисли дека треба да обработува за партија, но мене тоа ми ја крати слободата, бидејќи јас ако земам од власта пари, значи дека утре не треба да зборам против власта. Така што колку пари имам, толку имам доволно, мислам. Да. А од друго од спонзори сега не си добила некој, не знам. Не сум добила. Не ми кажа што би рекламирала, што не би рекламирала, никад. Не би рекламирала оние за брзи кредити, што се казина. Кладилници, да. А не истото ствари. Казина, кладилници, се тоа што е се тоа што е порок уствари. Не би рекламирала, не знам, луѓе што знам дека сопственици на фирми, на компании големи, што знам дека драстично во ставови не се согласуваме. Не зборам за дали поддржуваат некоја партија, дали се блиски со некој или не се, туку некои драстични и различни што имаме ставови за некои работи што мене ми се црвени линии, инаку мислам дека би рекламирала нормални работи што би можела јас да ги користам, да не направам штета на некој, да не се правам дека сум стручна, па да можам да му направам штета на некого, не знам, некои лекови, некои суплементи, што не би. Да, и тоа е. Јас пијам работи што тренерот ми ги кажал, тренерот има див завршено. Знае школа, учел за тоа, јас не сум завршила школа. Како иде со вежбањето сега? Добро оди. Добре. Веќе ова не знам кога ќе оди, мај да речем околу 4 месеци. Морав да почнам поради кичмата. Мислам, јас и онака ќе почнев нешто од бременоста да дославам, ама најмногу поради кичмата, ама еве, одам 3 пати во неделата, некогаш кога можам 4, станувам во 6. Јас као се натера, беше приказната иста као од понеделник ќе почнам. Не, од утредента се јавив на човеков, на Филип, и бидејќи ми го препорачаа повеќе луѓе, го прашав колку пари е, каде, што, како, и реков јас од утре ќе дојдам. И толку беше, зашто кај мене нема од понеделник, од први нема така никогаш. Зашто мислам, ја си го знам карактерот, па после од први ќе излезе нешто, па од понеделник детето ќе настине дома и знаеш како оди, никош нема први да дојде. И викам од вчера почнав. Ваѓа треба да се поклопат први и понеделник. Па изгледа така, ова беше крај на месец, уствари, некаде јуни, крај на јуни, ама така, реков сега готово, правам и сега пробувам навика да си створам некоја. Па да, после нели како. Зашто е навика сега? Све е навика и си се прилагодуваш, имаш една како 21 ден нели ти треба за Па да, тоа викаат. Мене ми е поише од 27 ден. Па и мене сега малце, не знам и тоа луѓе што викаат, ќе видиш, ќе помине време, многу ќе ти е убаво, многу ќе вакво.
Ни не мора да ми е убаво, битно да сум дисциплинирана, да одам и да сакам да вежбам. Сега Нормално. не ми е убаво, станувам у петипол да вежбам, не е убаво, ама Да. кога гледам дека ми е добро, дека сум здрава, дека не ме боли кичмата, дека сум млада, а не пијам апчиња, тоа ми е најубаво. Да, дефинитивно. Вака реално, другото ќе се снајдеме што викаат. Ја да си ги поздравам прво спонзорите Джевахир Мол, може би си била тука, ако не си била треба да ги посетиш. Тетекс Грил Хаус, си јадела кебапи од Тоа таму, сум бе. јадела, у тетек сите јаделе. Сите јаделе, да, и се одлични кебапите. Бабилон кафе, имате одлично кафенце, знаете да си се напиете. Исто сам да кажам дека овој каркас моментално иде исто и на Прва Скопска ТВ, таму можете да си пуштите да гледате на телевизија, Бомбахис на телевизија. И сакам, тука малце ќе застанам, па ќе продолжиме. Добро. Да ти дадам некои подароци од спонзориве мои. А тоа е ово так, новчаник, македонски бренд. подржувате Новчаник секогаш треба, македонски, особено ако е да. мал, Само нека се пуни со кеш. и ако е помал уште пува. Е помал новчаник е, тоа секогаш Пошто треба. вие жените имате, знаеш, тоа као и новчаници некои. Ова ако го скинам, па и така треба да се скине. Па супер. Мислам дека Ова ќе е ти се колку за допаде. лична карта и картички, доста е. Ма и кеш собира таму, не. Еве ти од Алфи Техноцентар, може ќе ти се најде ова. Чекај да видиме што е. Дали ќе ми се најде. Пошто Маталка имаш- за нес. Пошто Не ти да, кажав дека ми треба маталка за нес. Озбилно се. Па ова ме сега заебаваш. ќе не тоа зафркавам. Скршено ми е. У канцеларија имаме, ама дома немаме. Дека си правам кафе. Да, па да, знам дека пиеш кафе цело Да. време и од Сабајле. Ова за кафето. Ќе ти се најде сигурно. Може пак да ги вратам, нели? Да, слободно, па ќе си ги Зашо земеш. напред да не ги згазам, После? да не го скршам. А вака као, пошто еве сме више 40 минути, као при крај едно прашање, Добре. што можеме да очекуваме од Танекта да у следен период, пошто гледам сега дека почна и со кафе да пиеш од Да, Сабајле, од лайв Сабајле. на YouTube. Што можеме друго да очекуваме нешто? Па не знам Некој јампу најав. Па не може, не знам што да очекувате, зашто јас не знам што да очекувам од сама себе, ко пред 3 месеци што почна, фала многу пријатно. Па нешто бев изнервирана, си пиев кафе, па се снимив додека пием кафе и направив една анкета мала на стори, па земав да снимам кафиња од Сабајле и си викам зар се заебав секој Сабајле утринска ќе имам, ама Да. супер е, не е лошо. Ама одлично е затоа што не е баш секојдневна као утрински што Да, се сега да, идеме да, и кажуваме за не знам, Не е глупост. истиот формат, ама не знам што ќе биде, еве некојаш друг пат ако нешто ти гостувам или обратно, кузни што ќе има до тогаш. Па да, не знаеш кај ќе те однесе патот. Замислите однесе патот да бидеш сега да ги рекламираш ВМРО ДПМН сееш. Па да ми кажеш после доаѓаш тука бе. Не требаше да кажам. Замисли. Не, се шалам сега. Глупости. Они ли зборам. ти пишаа за левица, дали се? Не ми пишале рандом ликови ми пишале. Тоа дека спомнам за кампањата на левица, нема Да, шанси. да. Мислам, јас пак не сваќам. Мене ме нервира на глупи прајање во Македонија за све, новинари, инфлуенсери, пејачи, пејачки, пеат по кампањи, работат за партии, за било која партија. Шека И дека после се правиме глупи, значи во рета да взимаш пари. Пак ќе кажам, глумци, пејачи во Холивуд излегуваат, беџови носат, I vote, Абе Еминем агитираат излезе за сега у- Трамп, агитираат за, ајде Бајден беше на последните избори, тоа е во ред. Да. Мислам, ако Абе, си сакаш имаат да си став. таков. Да, и тоа е тоа сега. Пошто многу е глупо да збориш дека не се замараш за политика, а да саботираш протести, да поддржуваш протести. Мислам, цело политиката ни е влезена сегде у секој Ама и древието, политиката ни е- мора да биде влезена, затоа што ако тука има дупки на патот и тоа е политика, бидејќи некој донел одлука да, Да, не го и направи треба патот да- или да да. го направи. Проблемот е само што во Македонија луѓето имаат многу ефтина цена, па можеш за многу ефтини пари да купиш луѓе, да глумат независни. И тоа е проблемот, сите имаат иначе. цена у... Во Македонија имаат многу ефтина цена. Да, и тоа држи вода, да. Дали значи тоа кола, станче, 1000-2000 евра, настап, песничка, концертче. Толку пари не ти го решаваат животот на долги стази за да си продадеш идеали и вакво. Мене ми беше интересно кога се почна со фала многу пријатно.
кога зема од СДСМ се налепи, споделуваат зашто за ВМРО и нив ги чепнав и сега и они не ме сакаат. Значи луѓе, како да ви кажам, значи вие сте поставени на местото на кој што работите од било која партија, од граѓаните изгласани, за да бидете критикувани, зашто ние ве плаќаме, треба да прифаќате критики, треба да работите да биде подобро. И да, не си го сваќате тоа лично. Не ме интересира мене дали сте вие навредени. Ни никого треба да интересира дали сте навредени, бидејќи луѓето ве гласаат, луѓето ве плаќаат. Тачно. И тие што се во опозиција зимаат пари, не дека и тие не зимаат. Кој да е опозиција, сега е СДСМ, ама сите они се на државна цицка. И луѓето изгледа забораваат дека кога ќе искочат надвор, ако кантата е скршена, дали е на власт во таа населба ДУИ, ВМРО, СДСМ или некоја четврта партија, таа канта за ѓубре имаат купено они, ама нас очигледно ни е гајле, така што таму сме кај што сме како држава. Да, дефинитивно. Сега не знам дали ќе потонеме или ќе се издигнеме, дали па јас се надевам, сакам фрлиме сидрото и идеме напред. Оптимист да сум, сега. Валјда ќе се смени нешто, чим останавме сите у држава, деца родивме. Дали некогаш би ја напуштила држава? Да. Да? Да. Што треба да се деси за ти да ја напуштиш? Као доста ми од Македонија и си се селам, чао џаци, фала многу, пријатно. Што треба да се деси? Да. Или дали и сега ти е преку глава? Мене ми е така, не знам како да ти кажам, 10 години да се селам. И секогаш нешто се случувало да не се иселам. И во Чешка живеев, таму не ги продолжија договорите, иначе можев да останам, можев да си најдам друга работа за да останам. Значи тоа беше после пандемијата 2021. И секогаш имало нешто, мислам, што не е во државава за некој да посака да не си исели. Не функционира здравство, не функционира образование. Ја почнам со комшијата што не ми вика здрава. Па од се, од општи работи до понатака висока политика, знаеш, фино за Бугарија, што мисли за нас е зимето, ама ние имаме многу поголеми проблеми од тоа во моментот. Бонтон немаме за почеток. И јас мислам дека зашто не сега не би се иселила, затоа што нема каде да се иселиш, зашто во цела Европа е лошо, во цел свет е лошо, нели? Едино Шпанија, Португал, таму као на сонце, малце позитивна енергија. Па да, ма и они економски више се сите некако у криза у Европа, се случува што се случува, инфлација еден куп, ама ќе излажам дека не сум размислувала, ама изгледа многу ја сакам држава, колку и да ме нервира, па не сум се преселила имена работа што ме држи во инат некаков да не се иселам, а тоа е дека па не може толку на овие некултурни на селјаците државата да им се остава 35 години и си викам има добри луѓе во Македонија. Паметни, културни, образовани, школовани што се стручни секој во своето, што може би ќе се смени нешто. Ако не се смени, секако дека нема да му го приредам тоа на моето дете и да го казнам како мене, да треба да се мачи со истите работи што јас сум се мачела, мислам. Фино тоа да бидеме патриоти, да имаме 10 деца, да седиме тука, ама еве јас последниве 10 години еден куп млади луѓе што ги знам во околината се болни од рак, сите сме под стрес, сите се лечиме по психијатри, умираат куп млади луѓе, не знаеме што јадеме, не знаеме што пиеме, не знам дали ќе имаме вода да пиеме, ама еве ќе направам 10 деца, пошто многу е лесно да се направат 10 деца. Ќе направам и пари да имам 10 деца и не знам моите деца филтриран воздух дали ќе дишат. Ја мислам дека тоа мора конечно да се среди со. Затоа што е основен услов за живот, као. Ние го немаме луксус стана кај нас тоа. Па добро, еве кафаниве се полни, луѓето не излегуваат на протести, не се бунат, не прават ништо, веројатно. Не знам ни одговара да е вака 35 години, јас немам друг одговор. Најверојатно да. Зависи кој да е на власт, на едните им одговара. Мислам, тоа е тоа, чаровен круг, зачаран круг, како е. Да, за жал. И све се врти. Јас имам надеж ајде во младите луѓе дека ќе бидат попаметни и дека нема од да претходните генерации. Нема да зависат од политика и да дај вработиме вама е ова, она, дека ќе бидат самостојни и независни, за да можат
За да се смени нешто. Да, за да се смени нешто. Фала ти многу што ми гостуваше. Ја ти прекршив највише време. Не, таман сме, добро. 50 минути, таман сме. Фала ти многу и што прифати да гостуваш нормално. И сакам ти да ја одјавиш емисија со твоето. И па фала многу. Опа, те прекинав Што си позната. у пола реченица. Фала многу пријатно. Чао и од мене, се гледаме, вие не заборавајте да ставите лайк, шер, субскрајб и посетете YouTube каналот на Некта. Од сабајле можете да си пиете кафе со нејзе и да си слушнете разновидни теми и да си направите моје, да прашате што сакате. Така да, фала многу пријатно и од мене.